Како да поголема општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Добар ден, почитувани, и добро ни дојдовте во новото издание на емисијата Одговорност и одговори. Како прилеп да го задржи епитетот на најчист град во Македонија. Грижата за здравата животна средина е на сите нас, но пред се најповикани се јавните комунални предпријатија, во овој случај Комуналица, во кој дел од законодавството има простор за измени и новини кога станува збор за подобрување на состојбата, регулирање на легислативата за поголем инспекцијски надзор, каква е казнената политика и има ли можност за вклучување на приватниот сектор во делот на одржување на чистотата и рециклирање на отпадот. Ова се генерално темите на кои ќе проговориме со Сашо Велески, директор на јавното комунално предпријатие Комуналиц Прилеп. Добре ни дојде во студиото. Благодарам за поканата и да ги поздравам вашите гледачи и слушатели. Задоволство да се присуствува и да се објаснат некои работи тековни во односно темата што ќе третираме денеска до пошироката јавност и некои дилеми да ги рачисти. Да. Во секој случај недостигаат информации во однос на тоа како јавното комунално предпријатие да може да делува посоодветно, затоа што имаше одредени реакции, затоа најпрво предлагам да ги проследиме видеата од 3 различни локации, и тоа Дабнички завојка е споменикот на 19-те нападнати борци на улицата Ѓорче Петров, број 28 Марино Мало, и во самиот центар на градот позади бизнис центарот. Сите 3 локации имаат различен третман. На одредена локација чинам дека вие како јавно предпријатие и реагиравте за да се исчисти отпадот, но најпрво да ги чуеме изјавите и да ги проследиме видеата за што поконкретно станува збор. Ова е местото каде што се стрелани 19 патриоти. И на ова место треба да се означи точно како прилега на тие наши патриоти и да биде официализирано, а не да биде во ваква депонија. Дали овие луѓе кои загинале за слободна Македонија, за ова наша држава да живееме слободно, заслужиле една ваква депонија на овој споменик, каде што е прекрасно место. Апел од сите луѓе кои живеат во село Дабница, до градоначалникот, да прати екипа, да ова место се расчисти, да личи на споменик за луѓе кои погинале, кои го дале животот за Македонија, и да воедно и овај пат да се асфалтира до селото Дабница. Апелирам до надлежниве, ако има некоја институција што може тоа да го реши, нека повели на улицава Ѓорче Петров, број 28, че ја види ситуацијава, еве и ова, јас го косам, сам се мачам, купувам алати, косам, прам, шо направам глупости 390. Плаќам комунални уредување на 605 денари. Ова место го одржуваме од 1972 година сневде населени, татко ми го одржуваше, сега тоа е починат, јас го одржувам. Едноставно се малтретирам секоја година. Значи апелирам, ако има надлежни институции, да повела на улица Ѓорче Петров, број 28, да ја вида како е состојбата и да го решиме проблем. Инаку не сам не можам да го решам, нон-стоп не идувам на инциденти. Како да поголема општествена одговорност?
Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Проследивме видеата кои што се на 3 различни локации. Првото видео и изјавите беа од Дамнички завој, каде стануваше збор за споменикот на 19 теми нападнати борци. Потоа, второто видео беше на улицата Ѓорче Петров, број 28 во населбата Марино Мало. И последното видео кое што граѓаните можеа да го проследат, а секако и Велески, тука во нашето студио, стануваше збор за бизнис центарот, односно бизнис центарот позади, каде што навистина потенцијално жариште е за загадување на околината. Чинам дека станува збор за реакција од граѓани кои што се загрижени за тоа како да се одржува чистата животна средина, но во секој случај во првото видео пак стануваше збор за одредена иницијатива како да се уреди одреден простор каде што еве има и историски споменик. Но се 3 или 4 различни проблематики. Како стигнуваат реакциите од граѓаните до вас и на каков начин вие реагирате доколку станува збор за одредена депонија? Каде можете вие да излезете на терен? Во ред се согласувам со реакцијата на граѓаните и за жал можеме да констатирам дека помалку се јавуваат луѓе за решавање на вакви проблеми, него ли тие што реално ги ствараат проблемите. Сите овие сугестии и поплаки треба да бидат лоцирани покрај на медиумите за широка јавност, треба да бидат директно адресирани до нашето јавно комунално предпријатие и некако одговорни за одржување на јавно-прометните површини сме должни по оперативната програма да преземаме мерки за надминување на ваквите проблеми. Да почнеме со ред како што гледачите или слушателите ги следеа прилозите, значи на под пределот на местната урбана единица 3,2, каде што е направена снимката, веќе ова не е Дамнички завој, туку е патот за село Дамница и споменикот на нападнатите млади борци од Прилеп. Мене ми е жал што затекнавме на ваква состојба, бидејќи јас сум бил заедно со моите пријатели роми за нивниот празник, сме одржувале и излети, сме одржувале и прослави тука заеднички, сме биле и гости, секојаш ни било задоволство да одиме таму на тоа место и она далеко е него сегашна ситуација. За жал, оно што го видовме и оно што се провлекува години уназад е да жителите од таа урбана единица се најодговорни за ваквата состојба, а покрај за технатата ваква состојба не бегаме од одговорност, веќе треба таа да ја и санираме. Превзедовме акција, снимката не знам кога е правена пред или после нашата акција. Пред вашата акција. Голема механизација со нашите најгабаритни и најкапацитетни машини ги упативне прво да го расчистиме патот за да можеме да стигнеме до локацијата, бидејќи има низа дивоградби тука, деловни простори, некои механичарски работилници, значи стварно е ситуацијата беше проблематична и да се пробијаме до таа локација, што и патот за Дамница, село Дамница беше затрупан од смет од различна природа, намештај, плочасти делови, пластики, градежен шут и она што најповеќе не загрижи запалени простори, каде што веројатно е горена кабелска инсталација да се дојде до метал, каде што имаме и загадување не само на почвата, туку и атмосферата, бидејќи често пати гледаме чад од тој простор, бидејќи ги согоруваат тие кабли за да дојдат до металите кои продаваат. И разбираме тешката нивна финансиска ситуација, али не може на штета на општото добро да толерираме или да преминуваме преку тие проблеми така лесно. Значи, да се надоврзам на дискусијата, најголемата и најтешката механизација ја употребивме да дојдеме до локацијата. По ризик да ги оштетиме и машините, пошто се работи за скапи машини со подминат рок, председовне мерки баш пред нивниот празник Бајрам и нивната традиција да направиме што може да се направи, да се зачисти тој предел,
простор и да оставиме една слика која што се надевавме дека понатаму нема да се злоупотребува. Имавме реакции преку градоначалникот на општината и тој апелираше да се вклучи целата механизација да се исчисти, али верувајте, ги повикуваме граѓаните и бројните излетници во овој период да дојдат таму и да видат дека едно јавно комунално предпријатие целата своја механизација, целиот свој потенцијал да го стави на располагање само на таа локација, им треба барем 15 до 20 дена непрекинато да се работи. Значи, стварно е една жална ситуација која што најповеќе сме одговорни ние како граѓани на општина Прилеп за таквата ситуација, а понатаму ние како јавно комунално предпријатие ќе направиме се што е во наша можност и на наш трошок да тоа го санираме и да го донесеме до една ситуација каде што би го вратиле стариот сјај на тој излетничко место или на тој предел на кај селото Дабница. Исто така имавме акција и во делот на Тризла 2, во некои непристапни подрачја, тука скоро во подножјето на Марковите кули, и тука се потрудивме механизација да доставиме. Имаше организација од една невладина организација од Штип или од Скопје, не знам точно, се вклучивме, дадовме логистичка поддршка, ги донесовме машините и механизацијата исто таму на тој дел, популарно наречено Мексико, и таму истата ситуација како што е на Дамница, истата ситуација е горе. Значи, во непосредна близина на нивното живеалиште. И тука преземавме акција, се вклучи локалното население, али верувајте, треба онде акција за вклучување и градежна механизација од градежните фирми, другите комунални предпријатија, една сеопшта акција каде што се вклучи и локалното население, во тие непристапни терени каде што се одлага смет од целиот град, предпоставувам, дека треба поширока акција и тоа е наша работа, да организираме и да дадеме логистичка поддршка и ветувам на граѓаните на тој дел на Прилеп, нема да бидат занемарени, исто како и другите граѓани кои што гравитираат на тој период, дека ќе направиме максимум што може, али сепак апелирам, значи уште 10 комунални предпријатија, уште 10 градежни фирми да работат на тој терен, ако населението продолжи со истата навика и со истата пракса која што е досега, значи можеме ништо да направиме. Ова е деценијски проблем, да не речем, мора културата и свеста да ја зголемиме како во другите делови на градот, така и во Тризла 2 како урбана единица која што допрва треба да се урбанизира и да ја ставиме во еден пристојно место, како пристојно место за живење, без разлика какво население се работи, поимотно, неимотно, сите заслужуваме здрава животна средина. Сигурно. Второто видео беше за Марино Мало. За Марино Мало конкретно не знам за таа адреса. Нашата веб страница на интернет е активна, на Facebook сме активни. Добиваме поплаки такви од граѓани каде што со точна адреса ни доставуваат такви барања, излегуваме истиот ден или наредниот ден на терен да видиме која е ситуацијата и дали можеме ние како комунално предпријатие да делуваме на таа јавна прометна површина, дали е општинско земјиште, дали е приватно земјиште. Ако е приватно земјиште, не можеме и немаме ингеренција да влегуваме, пошто ја нарушуваме приватноста на приватниот имот. Значи, во секој случај, дотичните граѓани да се обратат до комуналното предпријатие, дали на писмено, вратите се отворени, секој ден можат или лично да достават барање, или урбаната единица да превземе акција да биде официјален допис, или на веб страницата, или на нашите телефони, слободно да се јават, ќе излеземе на терен и ќе процениме дали може и как и во кој обем да реагираме таму. Третото видео беше за локација во центарот на Прилеп, станува збор за деловна зграда. Точно, за деловниот центар во Прилеп, и тука жална констатација, ако зборувавме за Тризла 2, истиот проблем ги имаме тука и во центарот на градот. Зад зградата на повеќе наврати сме чистеле дива депонија од смет кој што се депонира дали од граѓаните во околните куќи, во деловните простори, жителите во таа зграда. Значи една ситуација која што за мене лично не е сватливо на централно градско подрачје, има дива депонија позади. На повеќе наврати сме расчистувале, дури и со булдужери, помали и помалу, или поголеми или помали, и механизација и транспортни средства. Жално да зборувам за утоварувачи или булдужери да чистат во градско подрачје градска депонија. Тоа само то кажува
до кој степен можеме ние како граѓани да загадиме и колку напор и средства вложува комуналното предпријатие да ги санира тие проблеми. Не бегаме од проблемот, ќе го решаваме стално, али не можеме на дневна основа да ангажираме толкава механизација само на тој дел на градот. Повторно апелирам до совеста, еколошката свест на граѓаните. Има доволно контейнери, ако му се малку контейнери, стоиме на располагање да доставиме уште, сметот да се депонира во контейнерите. И да почнеме да водиме сметка и за онаа селекција, да не се фрла се и се што на отворени места. Доколку има смет во зградата, по скалите, веќе тука немаме ингеренции како јавно комунално предпријатие. Тука куќниот совет или совет на станари со новиот закон за станување треба да има организација или орган кој што води сметка за хигиената во самата зграда и во скалите на зградата. Во овој дел разговаравме за тоа како и на кој начин граѓаните можат да се обратат доколку имаат одреден проблем, да алармираат, да реагираат, значи преку порталот, преку интернет порталот, да дојдат лично писмено да се обратат, телефоните да ги користат на јавното комунално предпријатие. Значи на секој таков повик, писмен или усмен, се ангажираат нашите екипи, правиме увид на лице место и потоа презајаме акција. Она што се наметнува после реакциите на граѓаните е што може да се направи за промена на легислативата во делот на инспекцијските надзори, што вие како јавно комунално предпријатие сметате дека е најдобро за да може да се постават камери, да се зголемат паричните казни, бидејќи евидентно е и покрај вашето расчистување, а имаше во неколку наврати еколошки акции, спонтано групирани луѓе кои што расчистуваа во околината на Прилеп, наредниот ден веќе повторно има отпад. Дали има некаков простор во тој дел на легислативата, поголем ангажман, комунални редари, значи нешто треба да има како одговор на сите овие деценијски, да речем, проблеми. Значи ние како држава од поодамна и сега легислативата сме ја дефинирале многу добро на хартија и многу добро сме пропишале како треба да се однесуваме ние како граѓани и институции према животната средина, почитувајќи ги некои западноевропски стандарди на кои што сите стремиме. За жал на хартија ситуацијата е една, имаме добри закони, али проблемот е што не ги почитуваме. И не ги применуваме. Во однос на инспекцијата, комуналната инспекција во општина Прилеп, комуналните редари, комуналните инспектори соработуваат со јавните комунални предпријатија во делот и во потенцијалот кој што ги имаат, дали бројчано се недоекипирани, дали е преголема територијата за една таква сопнатна акција. Значи, ние имаме соработка на дневна основа со комуналните органи на општина Прилеп и секаде кај што имаат забелешки и ни укажуваат на проблеми, ги решаваме. Казнената регулатива не е во наш домен, ние се грижиме само по оперативна програма за јавните простори да бидат чисти, одржани, да изградуваме нови зелени површини, да се грижиме за зеленијето на градот и некои други дејности кои што се поопширни. Комуналните инспектори, комуналната инспекција максимално треба да се вложат, може би потенцијалот им е мал, треба да се вработат повеќе луѓе, голема територија на Прилеп и мора да соработуваме заеднички. Стоиме на располагање, реков, некомплетно на општината, заеднички ги работиме оперативните програми, се придржуваме на истите. За легислативата кажав, законите се добро напишани, треба да ги применуваме и да ги почитуваме. За казнената политика си има други органи кои што треба да ги увидуваат, да ги забележуваат, да ги евидентираат и на крај да ги санкционираат таквите прекршители. Во секој случај треба поголема соработка и тука едно кратко прашање. Во секој случај. Дали граѓаните можат и на каков начин можат да алармираат кај комуналните инспектори? Еве за некаков еколошки проблем. Пак тука општината е транспарентна во своето работење. Вратите се отворени во општината, значи секој граѓани кој што ќе увиди ваков проблем, има и отворени телефони и во општината, има системски, институционално е решено како се решаваат тие проблеми. Многу битно е управите на раководствата на урбаните единици да иницираат вакви проблеми, да не биде само на индивидуални поплаки и
на граѓани, него да биде тоа систематизирано, институционално, до општина, исто така може до комуналните предпријатија да ги доставуваат тие нивни забелешки, така да мора да не синхронизираме работите. Пак ќе повторам, во однос на дневната казнена политика или санкционирање на вакви прекршители на законите, јавното комунално предпријатие не е надлежно да спроведува санкции, пошто си има други органи, али сепак треба да граѓаните бидат поактивни во прилагањето на тие проблеми. Директно во институциите, институционално да ги покриваме, новинарите закојашни се на помош, први се на терен, се што е добронамерно и сугестија за надминување на ваква положба е за поздравување и ние секогаш излегуваме во соработка. Во овој дел на прибирање на отпадот, она што се наметнува како прашање е секако градската депонија. Во каква состојба е депонијата кај Алинци? Депонијата во Алинци е санитарна депонија за неопасен отпад, санитарен отпад и отпад од деловните субјекти. На дневна основа се собира смет како од граѓаните, така и од деловните субјекти, претходно се врши селекција и е за поздравување во Прилеп што волуменот на градската депонија во Алинци ја одржуваме на некое оптимално ниво заради големиот обем и физички опфат на селектиран и рециклиран отпад во однос на пластика и хартија, габаритен отпад кој што стопанисуваме со него, значи волуменот се одржува. Редовно имаме покривање на слоевите на депонијата, сега отваравме и некои нови пристапни патишта таму за пристап на нашите возила и можам да кажам дека нашата депонија е една од подобро одржуваните, далеку е од нормите и стандардите на Европската унија за една санитарна депонија, али во секој случај се грижиме да биде во ред обезбедена од пристап на неовластени лица, каде што имавме и таков случај во минатото, не дај Боже и до самозапалување или до запалување на сметот. Сведоци сте и граѓаните сите дека во последниот период немаме такви случаи кај нас, али доста може да се работи уште. Механизацијата, повторно кажуваме, застарена, али со напори на комуналното предпријатие Комуналец ги одржуваме во солидна, како може да се каже, солидна состојба. Набавивме и некои нови возила, така да и фреквенцијата на одлагање ќе биде поинтензивна и одржувањето ќе биде така поинтензивно. Кратко само бидејќи и навистина немаме време, а има многу за дискусија. Да. Пола сат е кратко за се тие теми. Да. Само дали има нешто предвижување околу создавање или беше тоа идеја чинам неколку години создавање на регионални депонии со што трајно би се решил проблемот со нашата градска депонија во кај Алинци. Повторно се навратуваме на законската регулатива, ако сакаме да ги следиме нормативите и регулативите на Европска унија, таму стриктно е кажано организацијата на тие санитарни депонии да се базира на регионални депонии. За жал, Прилеп не искористи шансата пред извесен период, пред 10 години, мислам, каде што имавме и одобрен проект од Светска банка, грант за да направиме една современа депонија, урбана депонија, која што далеко помалку би ја загадувала животната средина него сега. Ја пропуштивме таа прилика. За сега за регионални депонии се спомнува во општина Новаци, во старите ископи на Јаглен, мислам дека на рек Битола, или да не шпекулирам. Се уште законската регулатива не е до крај расчистена, али мислам дека мора да се прилагодиме на таа законска регулатива од Европска унија, ќе им биде наложено, така да мислам дека трошоците на јавните комунални предпријатија ќе се зголемат за одлагање на поголема далечина, че сето е поврзано со економските услови и економската ситуација во државата. За поздравување таква иницијатива и как општината Прилеп и јавното комунално предпријатие сигурно би поддржала таква иницијатива и би работиле на тој принцип. Тоа е еднината на фактички за решавање на тие санитарни локални депонии. Но факт е дека Прилеп навистина го држи епитетот за најчист град и исто така е предводник во однос на рециклирањето, мораме тоа да го напоменеме, бидејќи Прилеп рециклира повеќе отколку цела Македонија. Тоа е за поздравување, но треба да продолжи таа динамика. Како и колку се покриени сите населени места, сите населби, градот во однос на прибирањето на отпадот со повеќе садови, зборувам канти за различен отпад,
и како на тој пат ќе продолжиме како општина и вие како јавно комунално предпријатие Комуналец да го задржиме тој епитет, но и со тоа да покажеме дека навистина се грижиме за нашата здрава средина. Добро констатиравте, значи Прилеп е водечки град, општина Прилеп и комуналното предпријатие по волумен, физички обем на селектиран и рециклиран отпад. Се работи за отпад од хартија, картон, пет амбалажа, други видови на тврда пластика, најлон. Значи се тоа благодарение на визијата од порано во општина Прилеп дека таа еднината фактички на комуналната хигиена во цел град и намалување на волумените на санитарните депонии, започнати се тие акции од порано и мило ми е што Прилеп го држи епитетот најчист и најорганизиран во таа дејност. Над 25.000 садови за отпадоци поделени се на домаќинствата, популарно зелени, жолти канти, значи самите домаќинства полека ја зголемуваат културата и праксата да го селектираат примерно во своите домови. Тој комунален отпад исто така и во тие санитарни јазли што ги имаме по општините покрај отпад санитарен, имаме и контенери, и мрежасти контенери за картон и за пластика. Тоа беше новитет, барем меѓу првите општини во државата. Значи таа позитивна пракса се уште се почитува и за пофала бе дека од година на година волуменски, габаритно се зголемува количината на селектиран, рециклиран и потоа стопанисуваме ние со тој отпад и го продаваме со тие средства, го обновуваме и потенцијалот на комуналното предпријатие. Исто така за пофалба и преку проектот Биореал, каде што е набавена таа преса за пресовање на рециклираниот отпад, балирање и продавање во таква состојба. Единствени сме во државата и кој што спомнавте, без разлика на бројот на граѓани, волуменски, габаритно, тежински, ние сме водечка општина во државата, колку што цела држава, последната ревизија од инспекторатот и од Заводот за ревизија укажа дека тој епитет го држиме. Премногу сме во расчекор со другите, позитивно во другите општини и мислим дека тој тренд треба да го задржиме. Со фактот што нашето јавно комунално предпријатие сега влезе и беше и продолжи со членството во управниот одбор на Сдруженијето на комунални дејности на Стопанска комора. Во тој управен одбор ќе имаме можност да ги споделуваме нашите искуства, да научиме, имаме многу што за учење и мислам дека ќе имаме пристап и на некои меѓународни фондови и уште повеќе да работиме на ова поле. И сосема за крај, реков дека многу малку време оставивме, ова секако ќе биде поттик да ни бидете повторно гостин во делот на вашата работа што се однесува за одржување на постоечките паркови и создавање на нови. Во тој дел дали има некакви најави? Јас ќе се задржам паркот на Могилата. Навистина беше убав парк со многу интерактивни содржини. Дали се планира нешто да се возобнови во тој дел, не само за одржување на зеленилото, туку и анимирање на граѓаните, бидејќи има и урбана опрема која што навистина атрактивна беше за децата и за повозрастните. Значи, Могилата, паркот на непобедените, не само што беше и се уште најубав дел од градот и најповеќе внимание посветуваме за одржување, пошто се работи за доста голема површина. Последната година, за жал, заради овие економски непогоди што не снајдоја, и самата оперативна програма е ограничена во однос на обновување на урбаната опрема. На повеќе пати се навратив во ова интервју, во овој наш разговор, дека и самите граѓани не водат доволно грижа за одржувањето урбана опрема. Премногу е скапа, премногу е ограничен фондот и буџетот за обновување на таа урбана опрема, така да се грижиме максимално да и паркот на Револуцијата и во другите паркови одржуваме во едно солидно ниво. Во нашето јавно комунално предпријатие дури водиме грижа и сами веќе почнавме да произведуваме или да изработуваме клупи за по парковите. Се надевам дека општината ќе не поддржи во тој наш напор. Значи, економската положба и финансискиот потенцијал на јавното комунално предпријатие општината во овој период е ограничен, али ги убедувам граѓаните дека
Не само што ќе се одржува постоечката, туку ќе се уведу и нова урбана опрема и ќе се изработуваат и враќаат во првобитен сјај и парковски површини кои што во последно време беа занемарени. Во завршна фаза сме за паркот во Врбеско мало, така популарно наречен, во центарот на градот. Денеска или утре треба да достигне и урбана опрема, како детски реквизити за најмладите, комплетно променето зеленилото, ќе се насади, ќе се дополни зеленило на оние места каде што се исушени старите дрва, така да ќе направиме еден многу пријатен простор за сите граѓани. После завршувањето на тој парк преминуваме во паркот во Точила, непосредно до црквата Света Петка. Тој терен и тој простор сакаме максимално да го уредиме. Мислам дека за месец-два и тој простор ќе го уредиме. Паркот на револуцијата ни е во континуитет. Пробавме, имам иницијатива таа ботаничка градина да ја збогатиме со некои нови дрва, едукативно да делува кај децата и кај нашите најмли, да се едуцираат за флората и фауната во државата и истовремено да биде пријатно место за престој во текот на денот. Зелените површини секогаш се атрактивни, секогаш се малку. За поздравување се иницијативи од некои фирми еминентни во градот кои што сакаат да дадат свој придонес, али спрема нашите ограничени можности и сезоната на вегетација правиме план тие нивни донации потенцијални или желби да се збогати зеленилото во градот, да го поддржиме во нивни соработка со тие компании, да вложиме повеќе во обновување на зеленилото и засадување што повеќе зеленило. По булеварот гледате и сами, може би е најдобар и најорганизиран и најдобро уреден булевар и околен центар во однос на државата. Тешко е за одржување, повторно се бориме со несовесни граѓани, али мислам дека мораме да бидеме упорни сите како општество, само по себе не иди навиката за еколошката навика и свест, мора да му понудиме на граѓаните, да бидеме потрпеливи. Се надевам дека ќе зборуваме за Германија, Данска, Англија, да ги приближуваме кој тие стандарди. И тие преку ноќ не станале културни и добри према животната средина. Да. Во секој случај ќе се сложите со мене дека потребни се повеќе информации и едукација за граѓаните, затоа што во секој случај одредени работи не ги знаеме каде да се обратиме, на кој начин, затоа што треба и некогаш и веднаш да се реагира, тоа нека биде повод за ваше следно гостување во нашата програма. Очекувам соработка повеќе со медиумите. Значи, едукацијата, информацијата е мощно важна за овој сегмент на нашето делување. Сега сакаме ние една акција да спроведиме со секоја сметка кој граѓаните да приложуваме и пропаганден материјал, се со цел да ја покачиме свеста, можноста за информирање и транспарентноста на јавното комунално предпријатие заедно со општината, да ја покачиме уште на повисоко ниво и да биде тоа едно заеднички интерес на сите граѓани, а пред се нас ќе ни биде корисна секоја сугестија, информација, жалба, критика, ние ја сваќаме како добронамерна и ќе ја почитуваме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.